не има мелем. само афилиети кон крајни физички лица и тоа најчесто млади деца кај што некој знае, тој што не знае понатаму ќе можеш и да го обучиш за реално он да може да заработува пари во оваа биде држава ефективен, и да не бега надвор, Трујат како да не труеме сите како нација со ниски вредности, со глупости што им се нуди со кладионици, брзи кредити и коцкарници. Не се да што стигаат и по 10 нарачки на ден грубо, од 7 до 8 што уопште не е малце. А имаш економија, за да имаш квалитетен живот, треба да ствараш профит, да ствараш материјални вредности. Ако ствараш материјални вредности, со тие материјални вредности можеш да ги делиш на останатите. Добро утро, драги гледачи. Денес повторно у магазинов сме да направиме план и еден состанок, бидејќи за 10 дена од прилика почињаме со работи за надворешни клиенти, првиот Fulfillment центар во Македонија. Значи денес, 1 февруар, грубо за 10 дена може да го нудиме и на надворешни клиенти Fulfillment центаров, така? Може одма да се нуди фулфилментот за надворешни клиенти. Не мора да се чека, ова ти се рудиментирани. Пошто треба само рафтови да донесат и сите вработени што се наши ќе се дојат тука, си имаат канцеларија више, систем има све. Работата е следна, они од тука ќе си работат, да. Муабетот е да не биде само од втори да почињаме негова дата, тако е сега. Да, од 3 февруар. Од 3 февруар. Имаме еден другар роген ден, има на 3, ќе му честитаме. Вака, фулфилментот може одма да почне да работи. Затоа што главен дел на фулфилментот е магазинот. Да. Фулфилментот е 3 дела. Ние си го имаме ствари на почеток почињаме со нашиот локал, внатрешен софтвер. Па тоа што го работиме за нас, фактички го нудиме сега како услуга на другите. Тоа сме го работеле цело време. Иначе фулфилментот имаш магационирање, имаш испорака на пратки, наплата, тоа се 3 делови на фулфилментот. Он производство нема. Да. Производот си го купуваш, му го носиш во негов магазин, он ти го сортира, од сортирањето си оди на пакување, испорака, наплата, 3 дела се тие. Да, све имам. Само уште што остана тоа, аларм, стаја, обезбедување такви работи. Стаени се сензори, те се дадени понуди, генерално самата понуда може да почне одма. Ние за 2 недели веќе се преселуваме овде, а за тие 2 недели треба системот за противпожарно обезбедување, видеонадзорот, контрола на пристап, периметарска заштита со луѓе, она со посета, се потпиша да почнат да доаѓаат секоја вечер. И третата најбитна работа, договор со осигурање за осигурување на имотот во магазинот. Во превод, секој клиент, тргнувајќи од нас, секој клиент, што и да се деси, робата му е осигурана. Да, тоа е најбитно. У превод дома да си ја чуваш, ти е поризично од колку да ти ја чува некој друг. Да. Зашто дома може да се деси поплава, што и да се деси, чекај кашена, 2 кутии тука, види, чекај чичко, оди да си зенеш нови. Не бе, тама, ние уствари можеме лендинг страна ќе направам следнава недела и више, мада имаме едно 10 клиенти што се на стенба и што чекаат. 10 чекаат, они од утре можеме... И фактички прва фаза е Fulfillment центарот, втора фаза е почињање наши испорака низ Скопје. Да. И трета фаза низ цела Македонија. Па ние веќе имаме договори со неколку партнери што ги прават курирските услуги. Наша работа нема да биде курирска услуга од типот на пошти, наша работа ќе биде дистрибутивниот дел. Оти разликата помеѓу поштенска услуга е кога носиш од човек на човек или од фирма на човек. Дистрибутерската услуга е фирма на фирма, фирма на човек. Ти дистрибуираш роба. Ако јас го земам телефонот од некаде и му го однесам на клиентот, поштарина, не е тоа пошта. Пошта е кога идем, мислам, тука има разлика, али генерално влага во дистрибутивен дел. Јас сум курир. Дечко, кој што му викаш, дечки, дај во одни купиме цигари. Имаме и 23 клиенти, можеме старт одма из Србија да им ја понудиме.
според нашата линија како што ги имаме со магазинот у Ги Белград. имаме, ама ние имаме лична линија во моментов, треба магазинот у Белград да се договориме со шпедиторот за да можат они да ја шпедитираат групно робата. Затоа што сите клиенти кои ќе дојдат, он треба да му организираш транспорт со збирна пратка, тој нема сигурно камион да напуни, пикап да му го царениш и да му носиш до Белград, ќе офати ѓавол и повише дара него масло, него тоа се собира, тоа ќе дојде најверојатно во втора фаза, која ќе ги имаме на купче клиентите, во кој вика јас сакам 15, јас сакам 50, јас сакам 6 кутии, овие се собираат во една палета која се пакува и истата палета се носи кај шпедиторот и превозникот, за да биде поевтино. И тоа иде, на пример, секоја втора среда, 2 пати месечно, се носи роба или еднаш месечно, зависи од потребата, си се шпедитира, си се става во магазин и он го има таму истите услови како тука. Но за почеток тука кај нас зашо се стои? Се стои заради системите. Ти опремата која ќе монтираш унатре робата, имаш шанси кој е тој што ќе виси од озгоре кабли да става. треба може врз палети да скака. А вака со палета си доаѓа со скеле, си доаѓа на 4-4,5 метра, како ќе се качува? Мајмуни да земат. Не бе, ништо тоа да осредиме, им нудиме прво Македонија и после пуштаме за брзо време и Србија и Бугарија истото со нашиот магазин у Софија, така? Ќе ги врземе уствари со не со нашите магазини како за на 3 дена роба што би се чула или за 5 дена и фактички цела Европа се опфатил. Тоа што го правевме за нас, тоа што се окозивме да го направиме за нас, сега ќе го пуштиме како комерцијална понуда за сите. Тоа е идејата, број 1, а број 2, фулфилментот ние си го имавме за нас. Набавувавме роба од производител, затоа што по наши рецепти робата се веше кај нас од магазин, ние си ја пакуваме, ние испорачуваме и ја наплаќаме. Тоа можеме да го правиме за било кој. Неговата роба да седи кај нас, евидентирано, осигурена, средена стокмена, ние му ја пакуваме, ние му испорачуваме, му гарантираме за испораката, ја следиме пратката, но ти најголемиот проблем, посебно кај младиве дечки и маливе бизниси е следење на пратка. Да, добро, тука имаме систем и гледаме више со афилиети, ние имаме десетина афилиети од кои реално 3/4 работат како што треба више за толку кратко време. Зборам за афилиети физички лица, не аптеки. Така да полека ќе го дигнеме тој систем, плюс ќе убациме нови производи со мобилна апликација за дигитално, кај што ќе ги врзаме истите афилиети да се нудат со попусти по ресторани и по 300 чуда со вежбање за дома и со све можно. И ќе има систем, ти сакаш да продаш наши производи, сакаш да имаш твои производи, имаш твој бренд, ние ќе ти доставуваме, ќе ти Тоа зашто сме најдобри да го правиме, освен за нас и за останатите, како што можеме нив да им помогнеме. Од 0 до 100 целиот момент што треба, што се сите... Па едноставно е, Филип. Тоа што си најдобар го правиш, правејќи го за себе, го правиш за сите. Ние никогаш сме имале многу мал број на вратени пратки. Ако сите имаат број на вратени пратки 12, 13, 15, 20%, ние сме се држале 6 до 7% вратени пратки, од кои сигурно повеќе од пола биле од типот курирот ја враќа пратката, причина зошо, немаме појма. Да. Бе добро, види, пошто реално и ние сме направиле систем, имаме и толку вработени, секој се замара, се јавува по 85 пути зашто пратка стои тука првата секунда. Што е поентата на следно? Ти имаш некој што си продава од негово дуќанче, замисли, он има роба човекот, ја донел, ја рекламира и некој сака да му ја купи робата. Денес се повеќе и повеќе процентот на продажба од физичко купување во дигитално купување, сакаме, не ќе ме одиме натака. Морално е, мислам, те тера светот така. И сега, он мора да го има дуќанот, за да има каде да се чува робата, не може да му дневна трапезарија да стаи. За да седи дуќанот да биде ефективен, треба да има вработен внатре. Кој ќе седи, кој ништо нема да продаде во текот физички. Издане и тој 2 смените са двајца вработени. Двајца вработени кои треба да седат во дуќан, кои нешто ќе прават, што ќе прават, појма немаме, дали ќе го прават така како што ќе го прават, сигурно. И сега што прават под наводници предприемачи или газдиве. Бидејќи него му треба некој што на Инстаграм, на социјални мрежи, на Фејсбук треба да рекламира. Тој нема буџет да го плати и маркетинг агентот да ги прави рекламите и да го плати вработениот кој мора да го има, затоа што треба да спакуваат 5 кутивчиња или 10 денес и да го чека курирот да ги земе. Што двајца има. Сега моментот што им даваме ние опција? Дуќанот што го плаќаш, не го плаќај.
Вработени што ти се продавачки, а ги стискаш да шеруваат на социјални мрежи, ти работеле кај тебе у фирма, они души појма немаат, она знае да се слика себе си, да се рекламира евентуално, а и тоа лошо и оди, што бидејќи ако би се продал, се продаде некој шејк, а не да работи у дуканот кај него. Значи и тоа не знае да го прави, и она се рекламира тука, ово ја ги стиска, аман ти седиш тука, мораш 2 поста од дуканче во наше, а не изја знае, евентуално 2 улици. Толку, импакт маркетиншки нула, и сега, ја праќа пратката, значи плаќа за дуќан, плаќа за вработен, сметките околу дуќанот, плаќа за вработен, плаќа за испорака. Испораката која ќе тргне да оди, вработениот негов ретко кој го навежбал да ја прати пратката. Да ја прати и да ја следи пратката каде и што, ако заглави како да се однесува. Он едноставно седи тука на пулт и чека. Што чека Господ знае. Да. А кај нас, како е нашиот Се види систем. многу поефективно, тај да чека па доставуваш, па никој не се замара дали ние- ја доставил или не ја доставил. Филип, ние пред 3 години, пред 2 години ја направивме таа промена. Имавме наш магазин, имавме наш дуќан, имавме луѓе во дуќан. Луѓето во дуќанот као чекаа, некој не прави ништо, така? Да. Кога ги тргнавме од дуќан и ги ставивме во администрација да ги следат пратките, тогаш таа пратка што фали, он гледа дека 2 дена касни, го гања курирот, го гања Да. клиентот, кај си што се намала. и тој ги гања, ало, кај си што си за... Да касни пратката. Па проблем, ама види пратката кога касни, сите имат проблем, ние најмногу. Мајнцетот на курирските служби, јас тебе нема да ти наплатам 150, 180 или 200 денари. Абе, пријател, ако јас имам клиент кој ми зима роба, односно ми прави месечен пазар од 2000 денара, месечно, на годишно ниво акумулативно се 12.000 денара. За твоите 200 денара дали ќе ми ги наплатиш или нема да ми ги наплатиш, во твоите 200 денара во 12.000 денари се 1,5% учинок у промет. Да, и е тотално небитен, а ти мене ме зафракна на долга. Да. Прва работа, втора работа. А маркетингот што го правел Филип, што го рекламирал, кај тој клиент, он се нафатил да си купи, не му доаѓа пратката, те од теројот каде што си излегол, никад нема да ти нарача, а тебе Facebook и социјални мрежи ќе ти наплаќаат заради рекламирање на него. Е сега, кој ќе сериозни пари се и трошат таму. кој ќе го свати алгоритмот, каде уствари се заштедува? Се заштедува само во ефективност. Ако во 21 век од физичка продажба, процентот на продажба иде на дигитален и испорака, тоа само значи дека најклучен елемент ти е најнебитниот. Поштарот. Да. Поштар не е нити магистар на науки, нити доктор на науки, нити професор, нити... Поштарот, он си замислил дека ова парче од тука треба да го препродам тука и толку ми. Ако го најдам, добро. Ако не го најдам, пак добро. Со тему станаа безобразни до нема и каде. Зашто? Затоа што парите не ги зима, а гледа што повеќе пратки да испорача, за да му платат на процент. Ало, симни се тука, со му гледа што повеќе да избута, не е битно како. Безобразно, симни се, доле суме цело време тоа. Тоа кај сите нема, еве нека оди у јавност, не еден нека се јави, нека каже мене ми се јавија. Господине, вашата пратка дека како човек му се обратиле дека пратката му е стигната, а не му рекле еден у Македонијава, дека дигне 2 прста, ама да не биде меѓувреме вработен у пошта или газда. Да не биде анкета у железници. Од ако идеш ти у железници, се водат само железничари и праша ги како железничарските услуги, супер. А воз имате? Немаме. А како возоите? То боли нема, бидејќи он плата зима од таму. Само тие да не ги анкетираме. Не, тоа е најбитно и тоа не е и целта, сега што сакам со апликацијава, пошто ти уствари да градиш лайфтайм клиенти, твојот клиент да ти е мање више доживотен клиент и се грижиш за твоите клиенти и така си ги врзал у системот, кај што моја грижа е клиентите да се задоволни. И да, ми треба 1000, 2000, 5000 клиенти, ама тие да се задоволни. Не ми треба 100.000 што од сега е месецов, па за година дена пак. Ама, Филип, ние имаме еден проблем и една предност. Предноста е што можеме да играме, затоа што секоја сме биле први, а маната е, кога си прв, е голем проблем. Затоа што тој што го измислил точакот да го натера Цветко да се симне од кој на точак, глава го болела. Цветко се бил научен да си го јава Дорчо. Додека му објасни дека место цела штала да има, дека треба да го рани со сено, со зоб, ветеринар и да се секира за коњот, он може точакот да си го подпре под стрејата и па да заврши иста работа, поминало време. Е сега ние ги учиме луѓето нешто да научат.
Мислам, ги учиме. Може само бендисано звучи, ама не е битно, пак ги учиш на овој или на оној начин. А зашто ги учиш? Што имаш потреба. Нема шанси зашто решавање на нашите проблеми, решаваме на сите Ама проблеми што реално сакаат да зашто сите бизниси пропаѓале и немаме ние бренд, имаме држава 35 години и немаме бренд постар од 2-3-5 години најмногу. Немаме бренд, еве кој бренд? Не постои ништо, гледаш дека се затоа што само кладионици, брзи кредити и коцкарници. Така е. Не се адаптираме на бизнисот, не се адаптираме на новите текови, не можеме да сватиме што тоа се менува. Умре времето во комунизмот кога имаше едно ООЗ-те, се викаше Металски завод Тито со 600 ООЗ-тиња, кадеш имаше негов портир, негова кафе куварка, негова секретарка, негова дактилографка, каква бре дактилографка? Кој ти куца тебе освен сам? Никој. Кој ти вари кафе освен сам? Никој. Кој ти отвора врата освен сам? Никој. Се тоа си правиш веќе сам. Зошто? Затоа што квантот на твојот труд, економијата, парите што ги вадиш не ти дозволува да имаш други. Ние не сме будели да имаме кафе куварка. Многу го Мара, донеси кафе. Ама Мара кошта, не можеш да ја платиш. Со тие пари што ќе даеш неверојатно ќе ти плюка у кафето и ќе си го свариш сам. Немаш ти економија толкава. Ние немаме економија, ние мора да разбереме една работа. Немаш економија, за да имаш квалитетен живот, треба да ствараш профит, да ствараш материјални вредности. Ако ствараш материјални вредности, со тие материјални вредности можеш да ги делиш на останатите. Сега, од 5-6 сторица со кои соработуваме, кој два чекаа да го пуштиме фулфилментот. Зашто они не чекаа да го пуштиме фулфилментот и сака да дојдат со нас заедно да работиме? Затоа што тој од една сваќа една работа, дека на месечно ниво киријата што ја плаќало 400 евра, 250 плюс 150 струја, вода, нема да се ја плаќа. Вработените кои ги плаќа колку што може да си дозволи, и он сака да му даде 1000 евра плата. Не е газдата крив што вработениот не му дава 1000 евра плата. Од кај да му ги најде? Освен штампарија негова да направи, па да ги штампа парите. Вработениот не ги вади 1000 евра месечно. 1000 евра плата на вработениот се 1500 евра за државата. Од и 500 евра имаш за државата, здравствено, кај што никад не си го добил, пензиско, Господ знае дали ќе одоживееш. Ти имаш 30% од... Имаме партнер, се вика држава, социјален мир. На 60.000 да ги земеш, 90.000 газдата треба да уплати. Газдата те гледа уж 90.000 како кошташ, а ти гледаш дека он ти дава 60.000. Различен нагол на гледање. 30.000 по папала маца некаде на средина. И сега он вика, двајца вработени, им давал по 30.000, они се незадоволни. Па незадоволни не може се прернат со 30.000. Она троши душа 10.000 да оди да се врати на работа. Со 20.000 што да купи? Врвки да си купи, патики. Може би и цениве тука се... Цените одат се нагоре, па види и големите маркети. Затоа ништо нема, само тонеме како тонеме. Ги имавме колачињата. Зошто не можевме едни од најдобрите колачиња да ги пробиеме, а сите викаат супер се затоа што 40%, маркет 40% и колачата 200 денари излага. Сега ќе се вратим уште еден чекор назад. А зошто дистрибуција 40% и маркет 40%? Затоа што маркетот има 20 продавачки, дистрибутерот се замислил како у старо време дека секој мора да вози комбе и кола да го плати. Не, ова не е супер, зашто сега е експанзија кај нас за e-commerce и зошто нудимо светот е одамна, кај нас сега доаѓа и сега исклучиво само онлайн. Ја едно зборев, сакам ќе убациме може понатаму и храна, некоја што ќе земеме директно од производители, пример дали некој ако има кокошарник добар за органски јајца, за X работи, пошто имаш магазин, имаш све и ги откупуваш директно на нив, пошто и тие гинаци ту држава не може кај ќе продава. Ќе продава 45% маркетинг овакво и им дужи пари. А зошто да им ги откупуваме кога ќе станат сите оние наши партнери? Не, да. Добро, зашто маркетинг треба да Не, ама борете, ама нема да му го откупувам. Он во учинокот на производот си има дел за маркетинг, а он ми е мене партнер да ми дава роба. Колку ќе даде роба, толку ќе му биде платено место сам да се мучи. Fulfillment центар, вториот дел. Ти правиш, само не fulfillment реален, бидејќи робата кај секој стои нивна, со пошта, со добро изврзување. Моето верување е едноставно. На 25.000 квадратни километри, 1,5 милиони слепци колку што ни има овде, ние треба да бидеме 2 пати Швајцарија. Нема што немаме. У декември дуњата ни зрее. Едина работа само ни фали. Господ се ни дал, само една работа ни фали. Памет. Тие малце што го имаат, дај да го активираат некако, да го стават у функција и вајда некако и ќе се извадиме. Некако ќе видиме Господ голем.
Ништо, ја следнава недела правам лендинг, уствари шо лендинг имаме 10 луѓе прво да ги врзаме да Тие не одма, летаме и ние тие да ни се деси следно- проблем. Пошто ти рачуни требаше да статистика и за афилиите што работеле претходниот месец Утре ги за да добиваат се сите. стаи, пошто више има нарачки, има луѓе што стигаат и по 10 нарачки на ден грубо, од 7 до 8 што уопште не е малце. Афилиейтите и таа програма ни се покажа дека ни е успешна, за разлика од другите што идеа на Мене ме класичен занима MLM. само афилиите кон крајни физички лица Да. и тоа најчесто млади деца кај што некој знае, тој што не знае понатаму ќе можеш и да го обучиш за реално он да може да заработува пари во Да оваа биде држава ефективен, и да не бега надвор, така. Трујат како да не труеме сите како нација со ниски вредности, со глупости што им се нуди само. Да, и нема да гледа надвор да мести кнауф, него ќе може да си заработи Да. од тука. Затоа што во 21 век он може да работи во Америка, може да работи кај сака, а да не мрдне, да си седи, не знам, у Делчево, каде што татко има куќи и двор од 1000 квадрата, не мора се пика у станот 20 квадрата у Скопје за да заработи за корка леп. Да. Не мора да иде по бел свет да диши кнауф. Може да си седи дома и да си работи, ако е малце паметен. Само малце. Не, тоа ќе го возможиме, тоа ќе направиме тука револуција огромна, пошто гледам више им интересува тоа и сакам све што ми е со футурива апликацијата, сите луѓе и афилиети и клиенти, све можно врзуваш таму, пошто тоа е твојата на некој начин заедница и таа само ја билдаш. И сите што се таму се презадоволни и така растете сите Афилиейтите заедно. во нашиот систем, афилиейтите сите стигаат кај тебе како контакт, а потоа се водат во администрација кај мене. Сите до еден, дечкиве, имаат кажано, ме лично разговарано, со сите се познаваме на овој или на овој начин, дека нашата програма во афилиет е подобра од колку другите што им ги нудат, бидејќи они сите на овој или оној начин работеле кај некој друг. Знаеш што е Зошто? разликата? Пошто мене поентата и све што нудиме е реално они да може да заработат, пошто јас Така го е. правам тој и знам колку ти треба да Така имаш е. за маркетинг, Значи- колку треба, колку може да ти остане. Така е. А сите треба да ги искористат месецов Дај ми потроши. 15%, па ќе ти Да. дадам бонус на толкав промет, па ќе ти дадам Не, бонус не, и он ништо уствари не, треба да класична инвестира у превара. мојот бизнис 2-3 евра за да почне да ги враќа. Не бе дечко, од старт ти си ми мене партнер. Работи и заработи алал. Пресметката на крајот на месецот, ти цела продажба што си ја направил. Што е испорачено и наплатено е твое. Што е вратено, ние го покриваме. Затоа што пратката не кошта само кога му е праќа. Кошта и кога се враќа. Вратените пратки се голем проблем, што никој исто не ги гледа. 10-15% вратени пратки не се ненаправен промет. Се направени трошкови кон испорачатели, оти поштарот те кошта и кога ќе ја носи и кога ќе ја врати. Кога ќе ја направиш реалната математика, уствари трошокот е малце поголем. Не да можеш да имаш вратени пратки. Ти може за поштарите само да работиш. Ти ги шетаат они пратки. Не, тука со ова од сите можни аспекти правиме револуција, тоа ми е целта и затоа ти на некој што малце разбира и ќе супати од тоа му нудиш реално он да заработи и да му направиш промена, не да ја лажеш за да собереш само луѓе кои Денес што за ќе даваат денес. тоа и Да. ги вртат од еден на друг на трети, после се кријат, бегаат како Па здравје да Боже, не кажам и ќе пола дојде- држава. Да, па ќе дојде, па Затоа добро, и никој така не ни е. излага. Ја прво и целта што ми излага на пола реклама, излагам пошто јас сум тој. Ја тоа го нудам, ја тоа го правам, ја тоа го живеам. И све кој ќе сведеш е ти го продаш животот твој на некој начин. Така е, и не се криеш. За разлика од другите, само мајнцетот на другите е да ги направат парите, а не да направат бизнис и дужина или некаков импакт. А утре, други ден, од се ова што се прави, некој друг ќе му текне, ќе дадат некои млади дечки кои како надодадат тоа, оти ние времето поминува. Ние пази, види колку ние имаме опција у моментов на нашите афилиети да им ја понудиме цела Америка да продават. Знаеш што значи тоа? Ние колку сме се измучиле да стигнеш до тој стадиум и колку илјадници имало евра имаш инвестирано за да може тоа, пошто ти се ја да можам тука си рекламирам во Америка, парите тука ми легнуваат. Значи не се замарам јас со пейменти, со дозволи, со регистрација на производи, со 300 Секој со све може. друго направил истото, а тебе ти е да го направиш тоа што најдобро знаеш да го правиш. Пошто јас сега и со фабрика што ни е у Америка што ни ги производиве, нели, кога зборам, имам неколку пријатели од Мајами и од Њујорк што збориме на Ибица што се наоѓаме, он ми вика, еј, made in USA се вика, свака час, браво, пошто сите се чудат, мислат кинески производи, стајани кои што прават овакво и само 90% е, да. И сега ти реално, да, многу е тешко Америка да ја пробиеш и немам искуство јас со тоа, ама постепено ќе почнем, ама за секој што ќе почне, нуди квалитетен производ, произведен на
во Америка и го продава во Америка. Ја мислам дека треба да си побараме ние донација од Доналд Трамп. Оти као неамериканци, Make America Great, со нивни фабрики работиме. Оние у Кина си ги произведуваат производите, ние со нивни фабрики работиме. Се шегува малце, ама и апликацијата што е за спортување и за одржавање, и таа е топ. Више имам неколку и прва што снимив ја давав на неколку што ми се пријатели програмери, IT у тој свет, пошто најголемиот таргет ни е тој, да ја тестират и сите се презадоволни, пошто е буквално стискаш плеќе, ти ја дам да ја пробате со томчета, со музика Ја гледам, стар сум, ме болат коските. Ко на времето аеробик 80 на касетата ставаш и тоа ти не се замараш, ставаш телефонот плей и само следиш. И за све има модификација, за све има намената буквално за секој. Тоа е добро. Пошто ја многу се замарав и за да ја склопам, пошто со микрофони ја правам. Така е, да. И сега ти и вежбаш и правиш и мислиш у моментот ако некој никад не вежбал, што може да му е пречка за да го надмине тој или да најде замена. Тоа ќе биде исто интересно, добро, мислам дека не мислам, него гледам дека има интереси за него, затоа што луѓето не секогаш може да од теретана, не секогаш може да прави нешто, а во апликацијата буквално да речем авион може да си ја вежба, нека трне две седишта, стюардесо, дај ми 2 квадрата, ја тука ќе си претам нешто, ќе си правам. Тоа е убавото. Многу е модулно. Тоа ќе биде и тоа огромна револуција тука, мислам, дека и плюс ќе ги врземе и со попусти, со све можно, и ја таму сакам да ги врземе производители на одредени работи што ги има кај нас. Не знам, директно, некој кокошарник имал органски јајца, а му некое село таму, кој сега со медов за томче што правиме, бркаве некој органски мед кој има кај нас, дај медот, еве со стојките, а измешај ги, сертифицирајте ти производ. Имаш македонски производ. Да, но медот одворен квалитет. А тој пример медот би го продал ќе се мучи или на тезгине по аутопут која иде некој од не знам од кој град, од село или небитно, или у маркет или овако теоретски шанси нема. Значи невозможно. И сега ти врзуваш цел систем тоа што ти онуди државата за реално сите да растеме напред. Да, и тоа е нешто што у дигиталниот свет до прва здравје Боже ќе оди само напред и напред и напред. Ова ни го предвидува многу порано, короната го убрза и ќе иде само понапред, бидејќи нема никаква логика, немаме кадар, факт е луѓе ни фалат, не само што се иселуваат, него фалат, малце се раѓаат, фали кадар. Фалат луѓе, не можеш ти система да го нараниш, освен да работиш сам, а сам да работиш без алатки и да користиш други средства, нови начини, нема теорија да стигнеш.